Денеска не послужи многу времето, меѓутоа некои од колегите, вклучително и премиерот, сега кога синувавме, кажа дека ова значи берикет. Тоа значи дека денеска тие што ќе ги прогласиме за најуспешни 20 проекти и кои што ќе добијат награди за да ги реализираат тие проекти, меѓутоа сите останати кои што учествуваа, очекуваме дека од сите тие проекти, сите тие идеи, за неколку години од сега може да стигнеме и до првите милионери. Дождо денеска го најави тоа, така да посакувам дека навистина тоа да се случи после ова. Значи, драги пријатели, добре дојдовте на денешниот настан на доделување на наградите за најуспешните, иако сите сме успешни, бидејќи денеска не одбележуваме крај на една програма, денеска одбележуваме почеток на една нова програма која што ќе реализираме заедно и со Министерството за образование и наука и со владата, а со која што сакаме да поттикнеме креирање на креативен, на критички потенцијал кај најмладите и од најмладите утре точно некој од оваа сала да биде тој кој што ќе прослави Македонија и ќе стане новиот Елон Маск или ќе стане новиот Джек Ма и ќе знаеме за него и ќе читаме во медиумите, реално ќе прослави нашата држава и нашата приказна. 98 училишта ги помина нашите најголеми и најоптимистички очекувања. Зборувавме за 20, 25, 30, определивме 1,5 милион денари за награден фонд, добивме 100 проекти, тоа е навистина за поздравување и успехот наш е заеднички. Значи успех на сите кои што си тука денеска во салата и оние што не успеа да дојдат денеска затоа што полагаат и матури и така натаму, меѓутоа 100 проекти ги помина нашите најоптимистички очекувања и тоа беше обврска за нас сите да посветиме многу внимание. Можам да кажам дека ова беше една од најтешките, меѓутоа најубавите задачи на колегите од Фондот за иновации и технолошки развој. И на крајот на денот се договоривме со дополнителна поддршка и од владата да тој награден фонд го зголемиме на 4 милиони денари и денеска да прогласиме 20 најуспешни училишта. Значи наместо првичните 6 одиме со 20. Значи имаме проекти како изработка на дрон, изработка на хидропонична градина, систем за детекција на гасови во воздухот во работни простори, фотоволтаична централа, стаклена градина, индигоросе, отпорност на градинарските култури на кисели дождови и многу други работи. Овие се многу сериозни проекти. И за тоа веламе заслужуваат целосната наша поддршка. И од ова место тука јас можам само да ви ветам дека оваа поддршка ќе продолжи понатаму. Веќе разговараме дека веќе од септември, од октомври ќе отвориме повторно повик, повторно предизвик за млади истражувачи, затоа што сакаме да ја вкорениме културата на креативно, критичко, иновативно размислување кај најмладите, бидејќи веруваме дека кај најмладите лежи потенцијалот да се промени ово општество, да се промени на подобро. Значи, младите остануваат нашиот фокус и сакам од тука да упатам исто така една порака за сите нас, за сите вас, бидејќи вие сте помлади. Мене ми е денеска роденден, меѓутоа јас помнам 41 година, така да веќе не се квалификувам во делот на младите. Меѓутоа сакам да кажам дека сите ние и вие заеднички треба да дадеме шанса на оваа држава. Че велам, младите треба да дадат шанса на Македонија. Македонија претходно во долг временски период ги изневеруваше младите. Че сега би сакал да дадеме шанса за да може државата на вас да ви даде шанса. И да ве повикам сите да останеме, да останете и да ги искористите можностите што ја ги нудиме. Отвараме многу програми. Ова е една од нив, меѓутоа како растете понатаму имаме програми и за вработување и за отварање на свој бизниси, значи има можности. Дајте да ги искористиме. Значи јас нема да должам многу, уште еднаш ќе кажам дека ќе го кажам заради колегите пошто го ставиле да не го заборавам, дека тимот на Фондот за иновации и технолошки развој, кај што спаѓам и јас, навистина уживаше во овој предизвик и заради тоа уживање ви благодарам и ќе го повториме овој понатаму. Благодарам.